Имаме подароци за вас, а оваа тема сигурно дека ќе ви интересира. Мојот план, твој водич за исхрана, која што е многу важна за нашиот организам, за нашето тело, за нашето здравје. Нели е така? Добро утро и добре ни дојде Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер по нутриционизам. Добро утро, благодарам на поканата. Многу убаво се чувствувам со вакви прекрасни жени. Навистина ми е убаво секое утро. Добро утро, нели? Да, благодарам многу и еве ќе доделиме и две книги и ќе слушнеме зашто точно се работи. И повеќе од книги дури ќе доделиме, но затоа ќе мора да останат гледачите до крајот на разговорот. Ќе вклучиме тројца гледачи. Браво. Да. А тебе ќе те поземам после книгата. Да. Предпоставувам, затоа што е корисна јавно да не биде. за сите. Да. Добро утро. Добро утро. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Те барам уште од ноември. Офлеле, да, знам. Да, долго време. Но презафатена си, секако дека секогаш клиентите имаат предност. Те барам нормално затоа што во ноември ја промовираше твојата книга. Поточно почнавме од август да спремам ова, да го заокружам моето 10 годишно постоење на Нутрием фирмата и по некоја логика на нештата се мораше да се случи овој прирачник, бидејќи често ние имаме прашање околу исхраната како што, па така овој прирачник баш беше новогодишен подарок. На 23 декември беше промоцијата на книгата во Public Room и навистина имаше голем одзив за овој прирачник да го добие секој, бидејќи има многу практични совети. Јас многу често велам, оваа книга не се чита, оваа се спроведува во кујна, нели? Може само додека седиме да добиеме некаква идеја, меѓутоа во кујна, ама брзо, лесно и едноставно се подготвуваат сите оброци, каде што ние тоа го бараме, сите ние тоа нам ни треба. Да, насловот е мојот план, твој водич за исхрана. Она што прво ме импресионира, што велиш дека рецепти со состоји од нашето поднебие. Затоа што секогаш во некој рецепт ќе видиме нешто што не е сосема непознато и знаеме дека не можеме да го најдеме кај нас. Ајде да започнеме од овде, Еми, каков е планот? Така, мојот план, твој водич на исхрана. Да, тука во овој прирачник има оброци кои што се приспособени од нашето подрачје, или како што е кажано. Меѓутоа на крајот од самиот прирачник има 15-дневен режим на исхрана, каде што има појадок, ужинка, ручек, ужинка и вечера. Тоа е така намерно вака овде си се пишано, гледа, така да може секој да го разбере, да. Има овој прирачник кој што сака да се воведе во здравиот начин на живот, да го практикува токму вака на овој начин како што е пишано, бидејќи јас како нутриционист тоа и го советувам, да имаме појадок, ужинка, ручек, ужинка и вечера. Да, зошто е тоа така? 5 пати ми како за бебења, така? Да, ама оброците се 3 главни оброци со 2 ужинки. Ужинката е пиење вода, овошје или јаткасти плодови, каде што тој дел ќе биде ужинката практично на пола од појадокот и ручекот време. Кога не сум пишувала во режимот на исхрана, нели на почетокот, сум мислела дека самите луѓе кои што го спроведуваат режимот на исхрана, дека водата, нели, се подразбира дека се пие, меѓутоа не било тоа така од искуството со клиентите, така да на овој план каде што го има во прирачникот, па и моите такви се исхрани, каде што пишува каде е времето за ужинка, за ручек и што ќе се ужинка и руче и вечера. Така да на тој начин ги поттикнувам да пијат вода, бидејќи многу често ние забораваме да пиеме вода. И многу големи грешки што се прават, па затоа може да луѓето да видат каде грешат. Бидејќи ние некаде грешиме во животот, не може да бидеме со чиста десетка, нели, да не е 100%, меѓутоа мојата препорака е 80% да бидеме во здрав начин на живот, да ги внесеме оние ресурси кои што ни се потребни во вистинско време. Еми, кога велиш грешиме, тоа е затоа што сепак има некои правила што треба да се следат. Па вака, има многу правила, многу исклучоци. Знам дека секој организам е приказан за себе, но кои се тие златни правила, рече
завршиме кој што секој еден од нас треба да почитува. Да, има многу работи, нели, дали правилно спроведуваме нешто што треба, има многу пишани и непишани правила, меѓутоа да ги издвојам еве основните што се. Да не се прескокнуваат оброците. Значи да не се доведе еден организам само еднаш во текот на денот да јаде, затоа што во тек до крајот на денот може ќе искризира тој организам и ќе ги измеша сите намирници кои што треба и кои што не треба. Нели во текот на денот ние работиме, имаме динамично темпо и се, меѓутоа можеме да најдеме време да направиме некаков оброк кој што ќе држи ситост, ќе внесеме нутриенти, ќе внесеме водата, ужинката како што спомнав, за да на крајот денот да не отвориме фрижидер и да не знаеме што со што комбинација да направиме. Прескокнувањето на оброците прави стрес на целиот организам, како во поглед на гликемиите, дигестивниот систем, замор, главоболка, на долг рок доколку е тоа. Да не забораваме да пиеме вода, бидејќи истото што го кажав сега со прескокнувањето на оброците важи и за пиењето на вода, бидејќи ако нашиот организам е дехидриран, исто се случува. Поспаност, замор, немање на доволно концентрација, не е возможно да ги вршиме ние нашите работи во текот на денот ако нашиот организам го дехидрираме. Да не пиеме многу ладна вода, бидејќи на тој начин ги успоруваме ензимите за варење на храната, претходно нели што сме конзумирале храна, и да не пиеме вода заедно со оброкот. Да оставиме простор барем таа храна да се свари. И едно од правилата. Ние обратно сме научени да речеме секогаш кога седнуваме на маса, тука да не биде и водата, за да го подбутнеме јадењето. Меѓутоа во дигестивниот систем се случува друга проблематика. Значи се усложнува варењето на храната и ако треба наместо за 6 часа подолго време се вари таа храна. И уште многу важен момент, ние имаме ручек време и потоа, ајде десерт, убаво колаче или овош е погрешно и тоа, бидејќи веќе ќе isfermentира се во нашиот, така е, да, ќе isfermentира се во нашиот стомак и се појавува надуваност во стомакот, нели дигестивни проблеми, па и отежното празнење, обстипација, констипација и така натака. Што значи како треба? Да го завршиме тој оброк, а благичкото да си го ставиме за следен? Па токму во овој прирачник, како што има пишано појадок, ужинка, ручек, ужинка, па нека дојде времето за ужинка. Нека се растерети организмот со варење на храната, бидејќи кога ние внесуваме храна, нашето тело му е потребна енергија да свари таа храна, да не ја трошиме на погрешно место, нели, со внесување на оброк, односно десерт, кој што дополнително ќе го усложни варењето на храната, па нека биде тоа за време на таа ужинка, после 2,5 часа или 2 часа после ручекот може да биде. Значи, ако конструкцијата на оброкот е појадок, ручек и вечера на 5 часа временско растојание, ужинката нека биде на 2 часа, 2,5. Минимално количество пиење на вода временско растојание мислев, да биде минимум 1 час, да може организмот да се растерети од тоа варење на храната што претходно сме дале, да ги немаме тие нус ефекти што се не живото загрозувачки, меѓутоа оптеретување на целиот дигестивен систем, па и вегетативен нервен систем, затоа што ние кога сме прејадени, кога имаме нелагодност во дигестивниот систем, се случува нели да сме напнати едноставно. Ете тоа токму прејадувањето, мислам дека ни е еден од главните проблеми. Како да ги одредиме количините? Никогаш не е доста, така? Така, да. Сега, зависно од појадокот и количината, нели, на и ручекот и вечерата, и од потребите на човекот. Сите сме ние различни, нели имаме различни потреби, но генерално ќе кажам дека количината конкретно за ручекот зборувам. Количината на ручекот без разлика што и да биде, дали ќе биде тоа мешунка, грав, грашок, леќа, боранија, месо, риба или печурки, секогаш во главниот оброк да биде придружен елемент салатата. Да биде. Бидејќи тука имаме и макро и микронутриенти, односно растителни влакна имаме вода и на тој начин преку салатата ние внесуваме се што е потребно од нутриенти, но ја подпомагаме таа варење на храната, односно заедно со главниот оброк. Иако главната количина на главните оброци е 180 до 200 грама порција сварен оброк да биде, нели,
термички обработен, салатата да биде 300 грама. Со маслиново масло, јаболков оцет и количината на сол во текот на денот да биде ограничена, бидејќи тука знаеме дека покрај шекерите и десертите, рафинираните шекери, правиме грешка и со пресолување на храната, односно поголема количина на сол кога ќе внесеме, тука се прави задршка на вода и течности и едноставно правиме дополнителен проблем. Така да количината на сол да биде ограничена, салатата да биде секогаш доминантна. Таа може да е пообемна, така? Може, да. Затоа што, како што кажав, растителни влакна, витамини, минерали, секоја салата содржи одредени нутриенти кои што доминираат, нели, цвекло, морков, зелка, зелената салата, сезонскиот зеленчук, секогаш во прилог на главниот оброк, независно дали е месо, риба, пичурки, секогаш треба да биде салата. Тоа е поедноставно, тоа нема. Колку временски интервал ни треба да подготвиме? 15 до 20 минути. Значи, да јаде едно цело семејство. Не зборуваме само за нас, како јас, како Емилија, дека тоа треба да имам. Таа салата може да биде за целото семејство. Со еден потек да правиме добро на сите нас и да ги избалансираме оброците во текот на денот како носители, нели, на обврските во кујната како жени. Можеме многу лесно и едноставно нашите деца, нашата фамилија да ги насочиме во овие здрави навики. Така се случува и со моите клиенти кога ќе дојде жената или едно семејство кога ќе дојде. Сите се тука заедно во тој протокол на режим на исхрана и навистина не е толку страшно, бидејќи едно семејство не гладува, јаде храна која што е од наше поднебие и едноставно убаво и лесно треба да се чувствува, како што, нели, тоа и ние го препорачуваме, брзо, лесно и ефикасно да се подготвуваат обруците, ама и така и да се чувствуваме со енергија и лесни, полесни. Така да додека се подготвувавме, ми спомена нешто што сакам да им пренесам и на гледачите, а тоа велиш дека многу е важно со која храна ќе се разбудиме и со која храна ќе заспиеме, да ја завршиме. Да. Така. Појадокот треба да биде застапен. Многу погрешно вака од искуство со клиентите кажуваат дека јас после 12-1 функционирам и тогаш може да јадам, ама меѓутоа тоа е време за ручек веќе. Да, нека генерална карактеристика е на ова поднебие, затоа што тогаш прво додека не ги спиеме нашите 3-4 кафења, не започнуваме со јадење, така. Добро, ќе кажам во ред и кафето да се пробудиме, меѓутоа и тука има, нели, правила и кафето кога го пиеме, па со што и како да пиеме, ако имаме време ќе го спомнеме и тоа. Меѓутоа, нека биде оброк од житарица, нека е просо, нека е хејда, ове сварен во зрно, може и пченица. Ми се случува на клиентите кога ќе дадам пченица варена, 80 грама, житарица за појадок. Првата асоциација е таква како што е, нели, јасно ни е на сите. Па оревчиња, тоа се јаткасти плодови, каде што се богати со омега-3, 6 масни киселини, па има магнезиум, за релаксација едноставно сите тие нутриенти кои што ги даваме, па дури и едно овошје по избор да биде, може и да биде и банана, во таа комбинација е совршен појадок за сите нас, каде што држи ситост и ни дава енергија. Не велам дека едно парче леп е погрешно. Значи, ако е од цело зрно, иако е едно до две парчиња во зависност, нели, од оброците во текот на денот какви се, не е погрешно, бидејќи има многу погрешни размислувања. Јас не јадам леб бидејќи тој дебеле, меѓутоа лебот има и Б витамини кои што и тоа како ни се потребни на нашиот организам. И ако тоа лепче намачкаме со некаков намаз од цвекло или туна намаз или било кој намаз направен во здрава варијанта, да нема адитиви, нели, поголема количина на сол, а ние да го подготвиме, и тоа како е добар предлог за појадок. Дури некогаш инсистирање на моите клиенти сакаат да биде појадокот смути, тоа јас го препорачувам, меѓутоа да биде во делот на ужинката, но кога е таков појадок смути,
одбираме намирници кои што ќе држи ситост, има протеин, има се што сме внеле, меѓутоа да не искризира еден организам до време на ручек, така да тука одбираме внимателно намирници кои што ќе дадат енергија, ситост, па ќе го дочекаме време ручек без таа криза. Без нервози, да. А како да го завршиме сега? А и кога да го завршиме? Кога да го завршиме? Затоа што многу мина знаеш дека велат јас гладен не можам да заспиам. Така. Па јас вака велам, во зависност сега кога е поголем денот, може да дадеме предност на временската рамка 9:30 до 10 да се заврши вечерата, меѓутоа еве вака во зимски период па нека е 8:30 и 9, но знаете искрено многу често моите клиенти кога имаат ваков балансиран оброк и протокол, режим на исхрана, многу често го прескокнуваат делот вечерата, бидејќи немаат потреба, да. Стои во исхраната протоколот, како што пишува вечера и кои намирници и каков тип на вечера да биде, тоа јас го препорачувам да биде полесен дел од вечерата. Например, може да биде јогурт или кисело млеко со мелени семиња, тука може да биде лен, семки од тиква, сончоглед или рендана краставица, или може да биде просо со салата варијанта, во солена варијанта, може да биде едно парче леп, како што реков, може дури и со кајмак, па може да биде во предлог со рукола, пченка, но многу често ја прескокнуваат тој дел од вечерата, тој дел од оброк, бидејќи во текот на денот ние сме ги исполниле сите ресурси. И еден среќен си организам, задоволен и нема потреба. Доволно е само вода, течности, може чајот, маточина и нане, тој убаво, благопријатно и смирувачко делува на дигестивниот систем и поубаво и полесно се спие. Така да, еден парадокс има, ако јас пишам коса цртичка, да нема вечера, тогаш одма се појавува алармот. Да, јас немам за вечера паника. Како му кажеш, смееш, можеш, дури препорачливо е тогаш. Така, кога има вечера во предлогот, не им се јаде. Кога нема, тогаш тоа е психолошкиот момент. Емотивното наспроти функционалното јадење. Ние сме гледачи, ќе кажем, ние сме луѓе кои што емотивно јадеме, емотивно отвараме фрижидер и од тој хедонизам патиме сите. Па ко не вика цело време фрижидерот. Така е. Не културно да не станам да го спочитувам. Тоа е аларм што се вклучува. Колегите замолува да ги вклучиме веќе и гледачите. Рековме тројца гледачи, ако успееме да вклучиме за еден од нив книга. Ајде прво да видиме кој ќе, па ќе си направите разговор и ќе видиш што му е потребно на гледачот, така да кажеме. Ајде, добро утро, повелете, во програма сте. Ми реко да побарам, но после изгледа... Да, тука е. Добро утро, повелете, во програма сте. Ало, добро утро, Искра, добро утро до вашата гостинка. До Еми, така се викаме Еми, да. Добро утро, Слободанка, ова е наша редовна гледачка. Така што за неа екстра навијата. Па така, баш ми е кеј што се јави. Повелете, Слободанка. Јас сакам да ве поздравам многу и да ви кажам само еден податок. Јас сум возрастна жена, инаку на времето имаше еден нутриционист Матич кој се појави првпат во нашата Македонија. И тој тогаш вака викаше: изеди ја прво салатата, па ако ќе изедеш салатата нема повеќе место за главниот оброк, и јас тоа си го практикувам нон-стоп така. Значи прво салата јадам, да речеме една чинија салата, после нема место за оризот да го ставам никаде. Така да не знам дали е правилно, туку сакав да објасните вие, инаку благодарам за наградата, ќе ја дам на Кечан, пошто таа Вака сега, Слободанка, значи сакате книга или сакате програма да ви изработи Емилија? Не знам, книгата, што ќе биде покорисно. Керка ме многу варира со килажа, а за керката, значи, добро. Има веќе на некоја програма, ама сега ова да не дојде брзо програма, сега веќе ја прави едната програма. Не знам како да направиме. Емилија, нека одлучи, таа си е стручнекот, мислам дека за детокс зборувавте, така? Така, да. Не е проблем, може или книгата, или детокс програма, постанатите гледачки што ќе се јават. Ајде вака, тогаш, ако веќе си е на некоја програма, книгата ќе биде во телевизија, и било кој, дали вие, Слободанка, таман можност да дојдете до овде да се видиме, било керката, нека дојде, нека ја подигне книгата. Одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро ви утро. Поздрав до вас и до докторката. Јас се јавувам за книгата.
Така, ајде ке доделим уште една книга. Добро. Во ред, ке ви биде во телевизијата, вие оставите само податоци и било кој да... Фала многу. Ало? И ние ви благодариме, било кој, дали вие, дали некој од вашето семејство, нека дојде да ја подигне. Ајде сега да видиме кому програма ќе му доделиме. Така, добро утро, повелете. Добро утро, Искра. Се ево исто пак редовна гледачка ваша, само по телевизија. Поздрав до гостинката, поздрав до вас и ви посакувам се најубаво. Одлично. Дали разбравте, значи треба да го ставите телефонскиот број, така? Емилија ќе ве побара, ќе исконтактирате и ќе се договорите да појдете кај неа во кисела вода се наоѓаш. Така, да. Да, во кисела вода се наоѓам, ќе се договориме кога да се видиме и да и го дадам детокс програмот, кој што е 15-дневен. Така да се надоврзам за овој детокс програм. Нема тука гладување, има 3 оброци, токму како што е пишано во книгата, со ужинки, меѓутоа убаво делува. За сите оние кои што имаат проблем со покачени масти, односно холестерол, триглицериди, осцилации во гликемиите, така да безбеден е тој детокс програм и за сите оние кои што се нели со повисоки вредности на шекер во крвта, за убаво чистење на нашиот организам од токсините, бидејќи сите ние акумулираме, сакајќи или не сакајќи, нели кога внесуваме преку храната одредени нели пестициди, хербициди кои што ги содржат салатите и храната, преку воздухот, адитивите во конзервираната храна, така да убаво делува и чистење на нашиот организам од токсини. На тој начин е детокс програмата да ги исфрли сите, точно така, да ги исфрли сите токсини, а наспроти тоа добиваме енергија, па вишок од килограми се намалуваат, ама повеќе енергија. Една насока, целта е, затоа и овие утрински емисии што гостувам, секогаш сакам да подарам, да го видат планот, да не поттикнеш, да се поттикне. Колку било убаво, а и не било тешко, така и не болело. Не е тешко, токму така, да направаме на добро дело. Но гледаш дека колегите мафта, тоа е знак, не дека ќе полетаат тие, туку дека треба да завршиме. Ние да си полетаме. Што значи, ги останавме недокажани, оставаме за друга прилика повторно. Со задоволство. Ти благодарам многу.